Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија на последниот состанок во Виница расправаше по дневниот ред, но посебен осврт се даде на измените во Законот за општа управна постапка и Законот за прекршоци, кои наместо да ја олеснат работата на комуналните инспектори, тие дополнително ја комплицираат. На состанокот беа опфатени теми кои се тесно поврзани со делокругот на работата на комуналните инспектори, како и проблемите со кои се среќаваат нашите колеги при извршувањето на секојдневните работни обврски, а верувајте, тоа не се мал број на проблеми. На состанокот акцент беше ставен на Законот за општа управна постапка, како и на Законот за прекршоци. Со донесувањето на Законот за општа управна постапка во јули 2015 година, при водењето на постапката се исклучи донесувањето на заклучок за запирање на постапката. Но никаде потоа во некое законско решение или некој друг подзаконски акт не е укажано или допрецизирано на кој начин одредена започната постапка се завршува. Бидејќи знаете, секоја започната постапка треба да биде и завршена, да има и свој крај. И сега, дали започнатата постапка ќе биде завршена со решение или со записник, такво нешто треба да биде подкрепено и со соодветен законски акт. Седницата беше повод комуналните инспектори да ги споделат своите искуства од работата на терен и законските пречки со посебен осврт на Законот за прекршоци. Поравнувањето за сторен прекршок околу одмерувањето на глобата го вршат самите инспектори, доколку субјектот се согласи на постапка за поравнување. Односно, инспекторот ги собира потребните податоци за правниот субјект, како што се бројот на вработените, приходите на субјектот, дали субјектот досега бил осудуван или не, за да може да му биде соодветно одмерена глобата. Но доколку субјектот одбие постапка за поравнување при достава на списите за сторен прекршок до основниот суд, имаме практика каде собирањето на овие податоци за правниот субјект кој стори прекршок, а не се согласи на постапка за поравнување, го вршат самите судови по добивањето на поднесокот од страна на инспекторот. Во некои судови имаме друга практика каде субјектот одбил постапка за поравнување, доставениот предмет до судот. Судот го враќа повторно на инспекторот да изврши повторно поравнување и доколку субјектот повторно одбие постапка за поравнување, тогаш инспекторот ги собира потребните податоци за одмерување на глоба и повторно го доставува до судот за понатамошно одлучување. На крајот сепак постапката се завршува, но постапката на различни колеги од различни градови за сторен прекршок поврзан со комуналните дејности трае различно време. Комуналните инспектори беа децидни во апелот за допрецизирање на законските измени и точно да се определат границите за надлежностите кои имаат инспекторите низ општините, а исто така согласни се дека проблемите поврзани со Законот за јавна чистота треба да ги решаваат едногласно.